Годишна инфлација од 3,4% во јуни измери државната статистика. Индексот на цени на мало пак во истиот период бележи раст од 3,6%. Најголемо зголемување на цените има кај алкохолот и тутунот над 9%, како и кај транспортот над 6%. Храната за една година се продава поскапо за 2,5%. Ако се споредат бројките со претходниот месец, забележана е дефлација од 0,5%, што представува позитивен сигнал за стабилизирање на цените и намалување на трошоците за живот на граѓаните. Намалувањето на цените е евидентирано кај храната и безалкохолните пијалаци, како и кај транспортот, ставки кои имаат најголемо влијание врз семејниот буџет. Од Државниот пазарен инспекторат пак информираат дека при крај нивната месечна анализа, а бројките покажуваат дека дел од производите поскапеле од 2,5 до 3%, додека поевтино се продаваат овошјето и зеленчукот. Инспекторите констатирале дека зголемените малопродажни цени не се должат секогаш на повисоките набавни цени, туку на зголемените маржи од страна на трговците. Иако набавните цени на дел од производите се намалиле, нивните продажни цени останале исти. Таквото однесување маркетите го правдале со зголемените транспортни трошоци и повисоките плати на вработените. Ова анализа треба да биде готова до крајот на неделата, но бројките се слични на мајските, велат од ДПИ. Тогаш пазарна констатирала. Просечните набавни цени на основните прехранбени производи, средствата за хигиена и производите за бебиња се зголемени за 2,66%, додека просечните продажни цени пораснале за 4,56%. Во истиот период, просечната бруто профитна маржа е зголемена за 1,88% поени. За сега нема санкции против нив, ниту мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Но ако се утврди нарушување на пазарот и неоправдано зголемување на цените, ќе реагираат, велат од Министерството за економија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.